Канадските владени представници се согласија да споделуваат информации за неидентификувани летечки објекти со Соединетите Американски држави. Тие контакти биле откриени во пар писма објавени на интернет неодамна од Канадскиот оддел за природни ресурси и Канадската комисија за нуклеарна безбедност, скратено ЦНСЦ, што е федерален регулатор. Со оглед на заедничкиот приоритет за нуклеарна безбедност и безбедност на нуклеарните постројки и зголемениот интерес за неидентификуваните воздушни феномени и во Канада и во САД, ЦНСЦ е посветена да го покрене прашањето со своите колеги од САД и да сподели какви било поврзани информации понатаму, вели заменик министерот за природни ресурси Џон Ханафорд во писмото од 6 јуни. Посегнавме до колегите во Министерството за енергетика на САД во врска со прелиминарниот извештај на канцеларијата на директорот за национално разузнавање за неидентификуваните воздушни феномени, за да дознаеме повеќе за нивните перспективи, со цел да помогнеме во информирањето на анализата и акциите и во Канада. Писмата беа одговор на прашањата што членот на парламентот во Манитоба Лери Макваер ги покрена на состаноците на парламентарната комисија претходно оваа година за канадската нуклеарна безбедност и напорите на САД да ги истражат неидентификуваните воздушни феномени, што сега е официјалниот термин за неидентификувани летечки објекти. Ги поставив овие прашања во Комитетот за природни ресурси за да ги завртам тркалата на владата, рече конзервативниот пратеник. Конгресот сериозно го сваќа ова прашање, а истото треба и нашата влада, вели тој. Во јуни 21 година канцеларијата на директорот за национално разузнавање на САД објави некласифициран извештај за средбите на американските воени представници со неидентификувани летечки објекти. Американското министерство за енергетика долго време уфолозите сметаат дека има улога во активностите на владата поврзани со НЛО. На 17 мај за време на првото јавно конгресно сослушување за НЛО по повеќе од 50 години, службеникот за разузнавање која надгледува сегашната канцеларија на Пентагон за проучување на овој феномен, го наведе Министерството за енергетика како партнер за соработка во врска со оваа тема. Во писмата од Канадската комисија за нуклеарна безбедност се вели дека нема никакви информации или извештаи за неидентификувани летечки објекти во близина на канадските нуклеарни постројки. Декласифицирани документи и јавни записи покажуваат дека професионалните пилоти, воениот персонал и полицајците со децении пријавувале неидентификувани летечки објекти над Канада. Додека Пентагон го истражува овој феномен со години, канадската војска рутински изјавува дека обично не се истражува феноменот надвор од контекстот на истражување на веродостојни закани, потенцијални закани или потенцијални случаи на пребарување и спасување на луѓе, што е навистина тешко да се поверува.